Добре дојдовте за димната завеса. Цивил ве води за димната завеса, која ја прават, се разбира, дезинформациите и пропагандата. Не е секогаш едноставно да се дојде до вистинските факти за тоа што се случува во светот околу нас, во нашата земја и се разбира во процесите кои се од клучно значење за животот, за добробита на нашите граѓанки и граѓани, а се разбира и за регионот, па и за целиот свет. Во денешниот глобален свет комуникациите се развиени до таа мерка што практично го прават светот многу мал. Во многу кратко време, практично во делови од секунда се мери времето во кое може да се дистрибуираат огромен број информации, но и дезинформации кои имаат пропагандна вредност за оние кои ги пласираат, ги креираат, ги пласираат и од кои излекуваат одредена корист, економска, политичка или дури и воена. За димната завеса е инаку иницијатива на Цивил која ја започнавме заедно со граѓанките и граѓаните на нашата земја во обид да спроведеме и граѓанска и медиумска акција за борба против дезинформациите и пропагандата. Веројатно на Цивил медија и другите делови од платформата, медиумската платформа на Цивил, сте забележале огромен број содржини во кои ние се обидуваме прво и основно да дојдеме до фактите, да ги презентираме пред нашите читателки и читатели и пошироката публика и јавност, меѓутоа исто така да ги откриеме и дезинформациите, што стои зад нив, кој стои зад нив, кои се мотивите и како да дојдеме до вистинските факти, да дојдеме до вистината за тоа што се случува во поглед на одреден настан, процес на некоја состојба во земјата или во регионот или во светот. Во денешно време гледаме огромен број дезинформации и пропагандни пораки кои се однесуваат и на руската агресија против Украина. Гледаме и голем број дезинформации и пропагандни пораки кои се однесуваат и на клучните процеси во нашата земја, како од евроатлантските интеграции, па се до борбата за власт или за задржување на власта во нашата земја. Се разбира, постојат и дезинформации кои се уште влечат корени од времето на пандемијата, кои се однесуваат на тоа како да се справат луѓето со постпандемиското време, со постпандемиските услови и состојби. Тоа секако дека има некаква политичка реперкусија, односно врска со она кое политичките центри на моќта и другите центри на моќта сакаат да го постигнат преку пласирање на понекогаш и дезинформации или пропагандни пораки со кои сакаат да излечат одредена корист, рековме економска, политичка или па дури и воена ако се работи за безбедносните прашања. Тоа што ние го работиме редовно во нашите средби со нашите сограѓанки и сограѓани за димната завеса е да прикажеме што е можно повеќе мислења, ставови, анализи на различни експерти или представнички и представници на медиумите, граѓанското општество и институциите, се разбира. Тоа што ние исто така го правиме овде е да отвориме широка палета, широка платформа на која ќе се, ако треба, и судрат различните мислења, но да им се понудат на граѓанките и граѓаните различните гледања на тоа што се случува, различните толкувања, но секогаш со намера да стигнеме на крајот до вистинските факти, до тоа што на вистина се случува, меѓутоа и да научиме нешто повеќе за одредени области, од областа на јавните комуникации и комуникологијата, меѓутоа и да помогнеме во јакнењето на политичката култура, во градењето на политичката култура, а се разбира уште повеќе од тоа и во градењето на медиумската култура во нашата земја. Тоа што ние исто така го работиме овде е и носиме материјал, објавуваме материјали кои претходно се објавени веќе на Цивил медија како разоткривање, разобличување и обелоденување на дезинформациите и пропагандата, а се разбира неретко во овие изданија, во овие наши видеосредби, ние успеваме да донесеме и ексклузивни материјали. Како и да започнеме со ова наша средба, со тоа што ќе ви најавам дека
денеска имаме изворедно голем број многу интересни соговорнички и соговорници од различни области, на различни теми кои се однесуваат на големата тема дезинформација и пропаганда. Па да започнеме. Денешната средба ќе ја започнеме со магистер Джелал Незири, инаку комуниколог, но исто така и познат како колумнист, аналитичар и новинар. Тоа што ние сакаме да го слушнеме од нашите соговорнички и соговорници, токму како на некој начин воведен дел, може да послужи токму нашиот разговор, односно излагањето на нашиот прв денешен гостин, учесник во нашата средба зад димната завеса, а тоа е со магистер Незири. Да видиме што тој вели на овие наши теми. Во целата ова операција, воена операција, се очекуваше дека дезинформациите, пропагандата како алатки и како стратегија за добивање на таа војна ќе се користат од страна на Русија. Но тоа што нели е значајно за демократските земји е да најдат начини, да најдат механизми како да се одбранат од овие, да речем, напади кои што се случуваат врз нивните демократски системи. Пропагандата и дезинформациите најмногу штетат на демократијата и најмногу штетат на земјите кои што имаат еден ваков политички систем. Така што на ист начин, на демократски начин, би рекол, треба овие земји да се одбранат од овие напади и да создават еластично општество, резилиентно општество кое што нели ќе биде имуна на овие штетни дезинформации и пропаганди кои што им доаѓаат од надвор. Во нашава земја поточно, сакам сега да се фокусираме малку тука внатре кај нас. Во последно, не само во последно време, од секогаш веќе има и дезинформација и пропаганда. Меѓутоа, со војната во Украина, веќе тоа расте на друг начин. Гледаме по медиуми, гледаме и на социјални мрежи, секаде се шират дезинформации, пропаганда. Често луѓето не знаат што е вистината, што е, од каде доаѓа. Според ваше мислење, кои се тие креатори, што се темите на тие дезинформации, значи што е тема, па што да ги поттекне луѓето да малте не да поверуваат во тоа, што е темата на тие дезинформации и пропаганда и според вас кои се креаторите на тие такви содржини и такви вести? Сега зашто пропагандата и дезинформациите се да речеме, повеќе се консумираат од нашата јавност, но не само од нашата, туку и во светски рамки има мерења кои викаат дека за да стигнат до 1500 шерувања, една дезинформација стигнува многу побрзо од тоа што стигнува една потврдена информација. Значи, лажните вести се поспектакуларни и по-атрактивни за читателите. Лажните вести наликуваат на холивудски филмови со конспиративни идеи, со конспиративни теории и така натаму, кои што нели изгледаат многу атрактивни за самиот просечен читател. И затоа многу лесно една лажна информација се споделува по социјалните мрежи или по директните контакти меѓу луѓето, отколку што една потврдена информација. И тоа е работа на, мислам, и е анализирано, е истражувано во рамките на психоанализата. Знаеме сите дека Зигмунд Фройд ги има тие теории на принцип на реалност и принцип на задоволство. Многу тешко се прифаќа една реалност која оди спротивно од нашите ставови, а многу лесно се прифаќа една илузија која фактички ги потврдува нашите ставови. И по овој принцип се функционира и ова машинерија на лажни, на производство на лажни вести, машинерија на споделување на овие лажни вести, а ние знаеме дека лажната вест секогаш има цел.
што ако се случи ние денеска да правиме некој лапсус при нашето интервју, или да кажуваме ненамерно некоја неточна информација, тоа се нарекува грешка. Но ако нашата информација, која не е точна, е искажана со некоја цел, тогаш станува збор за лажна вест, нели, која е дел од некоја стратегија. И затоа се опасна појава за земји, особено за нашата земја која е и млада демократија, и неконсолидирана демократија, но и најмладата, најновата членка на НАТО. Во светот се води жестока, трагична војна. Во Европа се води таа војна меѓу Руската Федерација и Украина. Тоа се разбира има последици, предизвикуваат жестоки последици во целиот свет, а се разбира ја загрозува безбедноста, стабилноста на сите европски држави, а во средиштето на таа војна, надвор од границите на двете држави кои војуваат, се наоѓа пропагандата. Пропагандната војна има своји вредности за секој што ја води и се разбира, жртвите се огромни. Тоа не мора секојаш да значи дека се човечки жртви, но последиците исто така може да предизвикаат човечки жртви и тоа како. За сите овие аспекти се разбира за безбедностите и за пропагандните аспекти на оваа војна ќе поразговараме ние со нашиот гостин, професор доктор Никола Дујовски, кој зборува за различни аспекти на пропагандната војна и воопшто за безбедностните аспекти на руско-украинскиот конфликт. Како ќе градиме отпорноста на лажните вести, но мора да работиме во таа насока. Министерството за одбрана во изминативе неколку години направи сериозен исчекор при размената на информациите со партнерите во НАТО и апсолутно го заокруживме тој простор. Пред неколку месеци целосно се интегрираше нашиот систем на размена на информации и тој е сега компатибилен со информациите кои што доаѓаат од НАТО, а ние за секоја вест можеме да се подпреме и на тие информации. Зборувам од безбедносен аспект, не од медиумски аспект. Од медиумски аспект медиумите ќе си градат своји политики. Меѓутоа, јас апсолутно се согласувам со забраната да се емитуваат руските телевизии во Македонија, затоа што таа дојде како резултат на руската забрана за емитување на секоја друга телевизија на територијата на Русија. 4 дена откако руските власти малтене ги избркаа сите странски репортери од Русија, се случи одлуката да се забрани емитување на руските канали насекаде низ Европа. Не можете барем тоа веројатно е општо прифатено мислење, не можете од лага да градите став. Затоа што човекот кој што е помалку запознаен, помалку информиран, тој е доволно да слушне колку е добра едната или другата страна и за него е тоа вест. Ако е таа лажна, тој ја прифаќа и ја гради и неговото мислење го гради врз основа на таа лажна вест. Јас во моментов сум во Србија, се враќам од Сараево преку Република Српска. Можам да ви кажам дека не само на медиумите, туку на секаде е забележливо во делот на Република Српска, бидејќи тоа е до самото Сараево, па и самата граница потоа кон Србија, и во централна Србија, покрај патот, на автопат, меѓутоа покрај патот се забележуваат многу уредени простори во кои што се врзани заедно руското и српското знаме. Посебен простор каде што пишува дека русите и србите се браќи, дека секогаш ќе останат браќи и така натаму. Тоа е една пропаганда која што дефинитивно многу влијае кај луѓето. И успехот на социјалистичката партија на Ивица Дачич да сега после толку долг временски период има еден сериозен скок во гласачкиот колач се должи токму на тоа. Луѓето сакаат да ги слушаат лажните вести. Тие се многу поподложни да ја прифатат лагата отколку вистината, затоа што лагата многу полесно се пласира и многу полесно се прифаќа. За вистината треба да се бориме, вистината треба да ја согледуваме и прецизно да ја презентираме. И затоа луѓето повеќе прибегнуваат и се многу повеќе склони да слушаат и да гледаат лажни вести отколку тоа што е реално за нас. Меѓутоа ние ќе речам, заради членството во НАТО, еве сега може да се види какви се тие придобивки, иако не успеавме заради корона и многу други прашања на вистина да почувствуваме што значи членството во НАТО, од безбедносен аспект за нас ова значи многу. Во една релаксирана атмосфера да се градат политики кои што ќе одговорат на апсолутно двете страни на паричката во светот во овој момент. Тие се толку разделени како веројатно никогаш порано во историјата, дури ни за време на студената војна. Имаме парламентарна партија со двајца пратеници со отприлика 100.000 гласачко тело на наредните избори предпоставено, која што е отворено против членството во НАТО, која е отворено против интеграциите во Европската унија.
и која држи тесни врски со Руската Федерација. Амбасадорот Баздикин оди во собрание да се сретне со Апасиев од Левица. Дивното влијание во општеството е сериозно. Никој не смее да ги потцени. Левица расте со таква огромна брзина што можеби наскоро не втора, не трета, туку може да стане и втора парламентарна сила. Можеби не на првите наредни избори, но веројатно на некој од изборите потоа сигурно. Тоа не смееме да го потценуваме како општество. Дека со нивните идеи и со нивните ставови апсолутно ја држат руската страна во сите сфери на општественото живење и се антизападни. Тоа не е анти-естаблишмент, туку е дефинитивно антизападна политика. Сега, по однос на тоа што ќе се случува во иднина. Да, дефинитивно, ние сме поклопени од лажните вести, џаби им правите патишта на луѓето, џаби им ги изголемувате платите, кога нивната страна и видувања се насочени само единствено кон истокот. Нема спас од сето тоа. За жал, властите во државата не превзедоја ништо да ја презентираат вистината. И затоа се граѓаните толку подложни на лажни вести. Не се согласувам со Антоновиќ дека нема руско влијание, и како има. Кај обичниот граѓанин во внатрешноста на државата, па дури и во Скопје, има силно изразено влијание. Тоа го има во институциите, таму каде што луѓето работат, тоа го има во приватниот сектор, тоа го има во секој дом, да речем. Секој кој што се определил за таа страна да се информира преку канали или Facebook, тоа што велиме се може да се каже, да, може се да се каже. Но за жал ние сме во ситуација во која што дури и главните државни медиуми, изворот на информации на вистината кај нас се доведени во прашање токму заради мешањето на Руската Федерација. Или ајде да не викам на Руската Федерација, на регистрирани портали во Руската Федерација. Можеби не стои или некоректно да се каже дека руската влада стои позади ова, меѓутоа најголем генератор на лажните вести кои што се пласираат во Македонија, а поврзани и со изборите и со политиките, се регистрирани во Русија. Правото на слободно изразување мора да биде гарантирано, независно која власт се биде. Ние живееме токму во таков свет сега, кога на вистина можеме да слушнеме многу различни ставови од крајност во крајност, но сето тоа е една одлика на современо демократско општество, тоа е добро и треба да се протежира, за никогаш повеќе да не дозволиме да имаме ситуации во кои што може да се слуша само една вистина, а на што се разбира, бевме навикнати да живееме во период подолго од една деценија. Сега дозволете ми да зборувам малку лично само за себе. Никогаш во овие 10 години од кога учествувам во јавниот живот и имам своји настапи по телевизиите, не сум побарал термин за себе. Никогаш. Но исто така, никогаш не сум одбил новинар кога ќе ми се јавил за различни теми. И тоа е квалитетот што треба да го применуваме во нашето општество. Генералниот директор на јавниот сервис се уште е истиот човек кој што дозволи да се сопре демократијата во националниот сервис. Сега, како веде мандат. Оваа власт не направи ништо за да ја гарантира слободата на медиумите, да стане одржлива. За жал, го имаме истиот човек во Агенцијата за аудиовизуелни и медиумски услуги, како се нарекува, истиот човек кој од претходната власт продолжува да биде и веројатно ќе стигне додека сегашната опозиција ќе дојде на власт, истиот човек да биде на таа позиција. Ја имаме толку широката палета на медиуми кои што се дефинитивно извор на лажни вести. Доволно е да вклучите програма да видите дека вестите на некои од медиумите се со 95% застапеност против политиките на владата. Тоа ли е избалансирано новинарство? Никој никогаш не побарал став од владата или од ресорното министерство, туку само се пренесуваат вестите на онака како што се собрани попат. Па на националниот сервис можете да го видите 30 пати во текот на денот лидерот на опозицијската ВМРО да помане. А сум уверен дека добар дел од населението не ни знае кој ни е премиер. Затоа што го нема во медиумите. Затоа што нема простор во медиумите. И навистина загрижува фактот што огромен број, посебно од телевизиите, се до таа мера антивладино расположени, што едноставно се создава впечаток дека владата ама баш ништо не работи во оваа држава. А реформите се спроведуваат, тие се во тек. Значи, за да се гарантира развојот на демократијата, мора да се гарантираат слободни и независни медиуми. Слободните и независни медиуми не треба по дефолт да бидат провладини, ниту пак антивладини. Не, слободните медиуми треба да бидат лидери, да пренесуваат тоа што е значајно за државата и за граѓаните. Нити да завземаат страна кон владините политики, нити да завземаат страна кон опозицијските. Но за жал кај нас веројатно и начинот на финансирање и поставеноста е таков да тие веројатно со многу поголеми симпатии гледаат кон политиките и практиките на
сегашната опозиција, заради тоа што се уверени дека не ги промениле своите ставови по однос на тоа како ќе се поддржуваат медиумите кога тие ќе дојдат на власт, какви милиони ќе се слеваат за некакви владини реклами и за некои други несуштински прашања, и токму затоа е ова, да речем, додворување кон опозицијата, кое што дефинитивно го поклопи нашиот слободен медиумски простор. Мора да работиме и да се трудиме да се менуваат работите сегде, така и со слободната мисла, така и со демократијата. Професор доктор Никола Дујовски. Да. Сега наред е излагањето на професор доктор Марина Тунева, која ќе зборува токму за тоа како граѓанките и граѓаните да дојдат до фактите, како да изградиме медиумска писменост, како да се бориме против дезинформациите. Оваа наша експертка има долго и широко, навистина продлабочено и искуство и знаења, кои беше љубезна да ги сподели со нас на нашата средба за димната завеса. Дезинформациите, пропагандата, манипулативното информирање на јавноста, манипулативното известување, речи се како да постоеле од секојаш, па така и во денешно време, и се поврзуваат со различни настани. Актуелно се поврзуваат со можеби воените случувања во Украина. Ги имавме околу пандемијата, меѓутоа, како што кажа, во континуитет ги имаме, било да се работи за теми кои што се поврзани со домашната политичка сцена и домашните актуелни случувања, или пак со она што е глобална тема. Така што, уште еднаш, не е нова појава за нас, за жал. Она што неминовно се наметнува како прашање, како да се справиме со тој проблем, и имајќи предвид дека постои во континуитет. Така, веќе од прилика го одговарате и второто прашање, кои се главните теми и пораки, односно кои се креатори и дистрибутери на оваа дезинформација и пропаганда? Честопати се покажува дека како креатори на дезинформациите, пропагандата, манипулациите се честопати центрите на моќ или нивните следбеници, да речеме центри на политичка моќ, центри на економска моќ, меѓутоа и некои кои што ги поддржуваат тие центри, овозможуваат нивната реторика, наративи, информации да се шират меѓу пошироката јавност. Во основа станува збор за некои кои што има интерес од ширењето на определени наративи и практично добивањето на поголем број следбеници, стекнувањето на една поширока публика во однос на она што се соопштува или се креира како информација од тие центри. Меѓутоа, она што за жал честопати се случува и што самите граѓани знаат да бидат дистрибутери или некои кои што учествува во ширењето на дезинформациите, а причините за тоа може да бидат повеќе. Една од причините може би непознавањето на одредена тема и практично со тоа што ќе се преземе од некој извор чие што потекло легитимитет не се преиспитува, се учествува понатаму во ширењето на дистрибуцијата на таквите информации. Често пати причина е фактот што одредени работи се кореспондираат со она што е наше предубедување во однос на одредена тема и така свесно или несвесно стануваме некој кој што учествува во ширењето на дезинформации. И она што исто така за жал е доста проблематично е што сите овие појави некако како да одат во спрега со одредени медиуми кои што служат како платформи за ширење на таков тип на информации, идеологии, дезинформации, пропаганда и така натаму, особено ако тие го препознаат својот интерес или ако кореспондира со уредувачката политика на тој медиум. Јас дури и кога станува збор за такви платформи не би ги ни нарекла медиуми, бидејќи одстапувањето од нормите на професијата практично значи дека некој таму не треба да припаѓа, односно континуираното одстапување. Јас ги признавам околностите во кои што работејќи ќе не се случат грешки, меѓутоа важно е таа грешка да се коригира, меѓутоа но кога тоа работење подразбира пласирање на невистини во континуитет и со тоа контаминирање на јавноста и граѓаните кои што се како публика на тој медиум, тогаш тоа навистина значи едно несовесно, целосно непрофесионално работење на тој медиум, злоупотреба, како што реков, на таа платформа за ширење невистини.
Особено кога станува збор за негативни тенденции од типот на ширење на говорна омраза, дискриминација по различни основи и така натаму. Тука веќе треба да реагираат и институциите. Интензитетот на мерата, желбата за справување со овие проблематични појави е различно на сите страни, како што имаме некои кои што се поборници да се справат со овие проблеми, така имаме и некои кои што континуирано работи на штета на јавниот интерес, на штета на граѓаните. Оние кои што се кредибилни медиуми, кои што имаат репутација, кои што се придржуваат до нормите на професијата, се разбира, секогаш се активни заложници, активно се залагаат и се стремат кон искоренувањето на оваквите појави. Така што јас тука би им одала признание на таквите медиуми, бидејќи навистина можат многу да придонесат. Тие имаат голема мок и улога во трансформацијата на јавното мислење или во објаснувањето на проблемите кои што се случуваат, бидејќи неретко тие проблеми или негативни тенденции не се толку препознатливи за пошироката популација. Например, ако станува збор за дезинформација, мисинформација, манипулативно информирање, не секогаш секој граѓанин може да го препознае тоа. Не секогаш секој е во можност да бара алтернативни извори на информации и од тука да направи една сопствена проценка што е она што е вистина или не. И од тука сметам дека кредибилните професионални медиуми кои што ја негуваат професионалноста во своето работење, навистина може да придонесат многу. Имаме такви медиуми за среќа, можеби не е голем бројот на тие медиуми, но имаме и овозможуваат на јавноста да препознаат за што станува збор. Кога станува збор за граѓанското општество и невладините организации, граѓанските организации како репрезент на граѓаните во различни сфери, и тука можеме да кажеме дека има извесен број на организации кои што активно и во континуитет се трудат, не само денес во контекст на актуелните случувања, туку тоа го прават во континуитет. Па така имаме различни програми, идеи, иницијативи во сферата на медиумската писменост и во однос на препознавањето на дезинформациите и така натаму, во условно речено описменувањето на граѓаните за препознавање на техниките на манипулативно и пропагандно информирање. Така што како резултат на тие заложби се овозможува навистина да им се помогне на граѓаните и работат со се повеќе целни групи, работат со училиштата, работат со наставниците, децата, се правеле обиди да се соработува и со институциите и за среќа има успехи на тој план и тука се зависи значи од тој, да речеме, од тие поактивни или извесен број на поактивни граѓански организации. Но во секој случај, на што генерално можам да го кажам е дека барем ме радува фактот што имаме се повеќе чинители кои што ја препознаваат својата улога во оваа сфера и кои што се обидуваат меѓу другото и координирано да действуваат, бидејќи останува јасна пораката дека секој сам не може да се справи со дезинформациите. Да, можеби секој е моќен да презема таковти, неколку актери се мокни да преземаат иницијативи од ваков вид, да помагаат, да бидат чести во тие намери и да соработуваат во таа смисла, меѓутоа јасно им е дека не може да ја опфатат пошироката популација на толку на начин кој што ќе резултира со поголема писменост, поголеми сознанија и вештини за препознавање на манипулативното информирање. И добро е што постои таа спрега меѓу медиумите, граѓанскиот сектор, па и институциите во препознавањето и исправувањето со овие појави. Меѓутоа се уште има голем простор за да се работи на ова поле. Патеката до вистината води преку полувистини. Дали е ова точно? Сепак не. А овие два термина, и вистина и полувистина, ги употребува нашиот следен соговорник, а тоа е новинарот со многу долго искуство Александар Николич Писарев, кој зборува за полувистините и за вистините. Се разбира, во почетокот на оваа моја најава беше
тоа се разбира беше погрешен став, колку да илустрираме дека може некогаш и само со една реченица да предизвикате на вистина големи штети. Како во искуството и во размислувањата на нашиот соговорник, колегата Николич Писарев, тоа изгледа, кој говори и за полуистините, меѓутоа и за вистините. Како тоа изгледа во неговиот свет и во неговото искуство, да видиме сега. Прво, немаме политичари, политичарите се намачкани со сите бои. И настапуваат од позицијата на дневно-политички интерес. Тоа е најлошото, што нема континуитет во водењето на политика. Денеска е вака, онака е така. Тоа е можда резултат малце и на геостратегијата, на притисоците од една страна од Европска унија, притисоците од непосредните соседи, ги тоа рашионада сега со Битола, што се случува. Ако одите со Џон против Европската унија, бидејќи сепак Бугарија е членка на Европска унија и таму ќе биде милениче, затоа што е во тој мозаик на европските држави. Ние не сме, ние сме пред врата, ние се осушиме, пропаднавме, чекајќи. Знаете, се труе народот, се создава една многу лоша атмосфера врз основа на лажни вести, врз основа на искреирани информации. Како и секогаш на вистина речит, многу интересен, живописен би рекол израз на колегата Писарев. А сега да видиме едно излагање од уште еден комуниколог во нашата средба зад димната завеса, која креваат дезинформациите и пропагандата. Магистер Бојан Кордалов, комуниколог кој ќе зборува за тоа државната, како изгледа државната пропаганда, за лажните вести воопшто се разбира, но и за одговорноста на медиумите во борбата против дезинформациите и пропагандата, се разбира и одговорноста на медиумите во креирањето и дистрибуирањето на дезинформациите и пропагандата. Да го видиме Кордалов. Она што праксата и теоријата заеднички го викаат е дека креаторите на лажните вести, на дезинформациите, имаат јасна цел да наштетат на одреден процес, појава, институција, систем и така натаму и така натаму. И мора да разбереме дека лажните вести се нешто многу различно од лага. Например, кога ние велиме дека одреден политичар ветил автопат или пруга дека треба да се изгради, а не се случило тоа во мандатот на ветувањето, тоа е неисполнето ветување, тоа е лага. Меѓутоа, кога велиме лажна вест, тоа значи дека некоја структура намерно таргетира институција. Дали е тоа некое министерство, дали е тоа влада, дали е тоа демократски систем, и тоа е многу различно. Сега, кои се пораките? Пораките се различни, секојаш се спакувани на начин да всушност не пленат, не исплашат, не загрижат и не натераат да мислиме дека знаеме нешто посебно, дека откриваме нешто и дека ако го споделиме, дека го расшириме понатаму, дали со споделување најчесто преку интернет платформите, дали со разговор, дека ќе помогнеме во некоја позитивна кауза, а не дека се вклучуваме во системот на лажните вести. Според мене, често го нагласувам тој, сакам да бидам конзистентен, медиумите се едни од најголемите борци во овој систем на лажни вести. Медиумите, кога велам, не велам само традиционалните, велам и сериозните онлайн редакции, портали, заради тоа што тоа е сериозен извор на информирање денеска, се навистина тие кои што помагаат да јасно се застае на патот на овие појави. Денеска, години веќе наназад, меѓутоа особено денеска, подпис на уредник, уредничка, новинар, новинарка, фотограф, видеограф и така натаму вредат многу. И се представат една од првите представи на публиката, секој од нас, дали одредена вест, дали одредена фотографија или видео се точни или не. И всушност и во пандемијата се покажа кој е логата на традиционалните или на медиумите онлайн со сериозни редакции и колку тие ги спречуваат штетните последици од лажните вести. Јас само ќе ве потсетам дека функционери изградија кариери за време на пандемијата и во Македонија и во светот, затоа што медиумите беа професионални и ги пренесува официјалните здравствени информации. И тоа е сериозен плюс. Значи, додека ние удобно седевме дома или требаше да седиме дома за да бидеме заштитени,
Медиумите беа тие, луѓето во медиумите беа тие кои што беа изложени на ризик, со цел точната, проверена, кредибилната информација дојде во нашите домови, да дојде на нашите мобилни телефони или компјутери. И сега во една таква улога, јас сум незадоволен колку властите оддаваат признание на медиумите за тоа што го работат. И сметам дека мора многу повеќе да го прават тоа, не заради тоа што медиумите чекаат потврда од властите, туку заради тоа што ќе ја поддржат на тој начин борбата која што медиумскиот сектор ја прави со лажните вести и ќе се осојузат во тој процес. Граѓанскиот сектор од друга страна е дефинитивно во голема мера посветен на оваа тема, интензивно одредени организации како што е меѓу другите и цивилно и други организации интензивно работат на она што се нарекува борба или создавање на канал пат за да се избориме со лажните вести. Како препораки кои што би ги дал се следните. Потребно е граѓанските организации да работат многу повеќе на демистификација на лажните вести, значи да може да се разбере јасно што се лажни вести. Бидејќи ние кога ќе излеземе во јавност и ќе викаме пазете се од лажните вести, секој има некаква различна представа. Никој јасно тоа не го појма. Јас често давам пример од пандемијата, ќе искористам, лажна вест е, например, кога политичар, функционер, кажува која вакцина е добра, која не. Тоа е буквално лажна, нема компетенција да го прави тоа. Но, лажна вест во креирање е и кога доктор или епидемиолог зборува како Министерство за внатрешни работи, например, треба да се справува со пандемијата во делот на мерките. Нема компетенција за тоа. Само еден пример. Поширока е темата и мислам дека едукацијата тука граѓанскиот сектор може и треба многу повеќе да ја прави, но пред се да демистифицира или да објасни ако потпаднеме под лажни вести, што се, која последица за секој од нас ке има. Бидејќи, ако вие се сплашите под влијание на лажните вести, не верувате на здравствениот систем, дали во пандемија, дали во било што, ризикот да се заврши сериозни здравствени последици или смрт е многу голем. И тој е ризик за човекот, не само за системот. Втората работа е инклузивност, многу поголемо обединување и заедничка работа, бидејќи целта мора да биде иста, барем во демократијата, тоа е изборување со ваквите негативни појави. Трето, мора да се прави притисок врз властите, за да бидат постојано потранспарентни и поотворени. Два моменти нагласувам, континуиран притисок, значи небитно кој е на власт, во кое време, властите, значи локална, централна власт и сите видови на власти кои што земаат пари од граѓаните, односно, особено пример од денеска, кога, например, во централната власт имате една коалиција, од едни политички партии, а на локално ниво имате коалиција составени од други политички партии. Така што, колку повеќе се транспарентни властите, толку повеќе лажните вести ќе бидат надвор од нашиот видокруг и ќе прават штета. И последната работа е дигитализацијата, што значи дека мора да разбереме дека неопходно е информациите да бидат јавно достапни онлайн, како велиме on demand, на барање, кога секој новинар, новинарка, секој човек ќе сака да добие информацијата. Застарен е принципот и мора да се промени многу брзо, да се промовира дека многу голема предност имаме како земја, затоа што имаме отворен пристап до информации во кои што новинарите поднесуваат барања и чекаат недели, месеци да се одговори на тие барања. Тоа не е транспарентност, не во 21 век, 2022 година, кога дигиталните технологии буквално овозможуваат да видите што се случува на Марс. Во наредните неколку минути би сакал да ви предложам да погледнеме излагања на уште тројца наши соговорници, кои се разбира беа присутни во различни сегменти од медиумската продукција на Цивил. Меѓу другото, како што видовте и од претходните прилози, така и во наредните ќе видите дека голем дел од нив се всушност дел и од дистрикт кој го води нашиот соработник, многу искусниот и долгогодишен новинар, уредник, продуцент Зоран Иванов. Тоа што ние во наредните неколку минути ќе го видиме е излагањето на Тамара Чаусидис. Тоа е искусна долгогодишна новинарка и уредничка, која беше присутна и активна и во граѓанското општество во делот на синдикалното организирање на медиумите, во медиумите. Секако ќе видиме и интересни, мощни, интересни и важни, би рекол, излагања на професор доктор Викторија Кафеджиска, која се занимава со
комуниколошките аспекти на овие теми, како и политикологот магистер Благојче Атанасовски. Навистина битно е да ги видиме овие три едно по друго излагања, за да можеме да дојдеме до тоа како може, како и како треба да се гледаат овие теми од различни аспекти и од позиција на различни експертизи и знаења и практики. Ние имаме искуство со државна пропаганда како општество, нели? И не толку далечно искуство со пропаганда. Очигледно секој естаблишмент инклинира да има своја пропагандна машинерија која што ги кажува работите онакви какви што се според нив. Новинарството е тоа кое што мора да се бори. Сега знаете што, ова што се случува во Русија е навистина страшно. Меѓутоа јас навистина им одавам почит на оние кои таму се борат. Тоа е многу тешко во таква ситуација да се борите. Тоа има таму храбри луѓе кои што се обидуваат да ја кажат вистината. Секакви начини наоѓаат. Има, баш скоро слушав еден подкаст, луѓе од Литванија се јавуваат на телефонски броеви во Русија, на обични луѓе и им кажуваат за да ја дадат информацијата што навистина се случува во Украина. Така што, меѓутоа, да, тоа не значи дека од другата страна нема манипулација. Мора да се гледаат работите, што повеќе информации, па човек да дојде до... Меѓутоа, сепак мислам дека не можеме да кажеме дека се што добиваме од информациите од светските агенции не е точно. Лажните вести нема дефиниција, со еден збор јас би рекла за жал се секаде околу нас. Како да се бориме против нив? Значи, секој новинар морате да му кажете дека нема добар новинар се до оној момент додека не си ги верификува фактите, додека добро не си ги провери имињата дури на соговорниците. И сега доаѓаме до оној момент на прашањето на објективност на новинарството. Во минатото, кога ме прашавте, ние кршевме копија 90-тите години, впрочем и вие сигурно се сеќавате, што е тоа објективно новинарство. Новинарите од македонската телевизија, бидејќи тогаш почна и приватниот подем на медиуми, не обвинуваат дека сме коцкасти во умовите, дека ние не знаеме да размислуваме, дека сме слуги на политиката, на власта и така натаму. Меѓутоа, прашањето за објективност е многу тешко дефинирачко прашање. Дури еден наш колега, германски новинар, кој исто така доаѓа до академски води, вели што е објективно. Објективно е она, вели, што му се допаѓа на гледачот. А сите ние, како гледачи, имаме различни политички, идеолошки, комуниколошки разбирања и поимања. И сега, ако јас нешто говорам што во моментов кореспондира со вашиот интерес, вие ќе речете колку е добра. Македонската јавност многу пати сум напоменал дека по релевантни истражувања, заедно со турската јавност, односно Македонија и Турција, нивните граѓани биле подложни најмногу на така наречените фейк ньюс или лажни вести. Значи, македонците се фаќаат како зајадица најмногу на тие лажни вести. Не постои инструмент, се уште определен од човештвото, кој ќе може да ги детектира сигурно кои се тие лажни вести. За жал, тие лажни вести станаат звезда водилка во политичкиот... Како да препознаваме ние граѓаните? Едноставно, граѓаните мора да што повеќе се информираат, што повеќе читаат, да не читаат само наслови, да не читаат само една вест од еден медиум. Секој граѓанин кој е во потрага по вистината, како што напоменав, за мене вистината и слободата се највозвишени вредности. Ако јас сакам да ја дознам вистината во ситуацијата во Украина, може да прочитам 10, 15, 20 вести за да дојдам до вистината. И мојот вредносен светоглед треба од тие 15 вести, да речеме и руски, украински, западни, да ги извлече заклучоците. Ако ние цело време читаме еден извор, тогаш ќе бидеме подложни на верувајќи во тој извор. Едноставно, во општествените науки нема апсолутна вистина, но за да ја дознаеме таа, условно кажано, наша вистина, мора да црпиме што повеќе информации и врз база на тие информации да создадеме наша вистина. Како што сите добро знаат, Цивил е мобилна организација, тимовите на Цивил се постојано во некое движење. Од през студиото на Цивил се селиме во Куманово,
таму имавме тројца, повеќе од тројца се разбира, меѓутоа тројца ќе одбереме за денешната наша средба зад димната завеса, со кои разговараме за различни аспекти, се разбира соодветно на нивните позиции, општествени политички позиции, граѓански позиции, кои ќе зборуваат за дезинформациите и пропагандата, за тоа како тие гледаат или кои се искуствата кои што тие ги носат од аспект на своите експертизи, на своите професионални искуства и професионалната работа. Прво ќе го видиме излагањето на градоначалникот на Куманово, Максим Димитриевски, кој се разбира има и безбедносен бекграунд, тој своевремено беше и шеф на Комисијата за безбедност на СДСМ, а исто така е дел од проекти или поддржува како градоначалник проекти кои имаат и тоа каква врска со безбедносните аспекти на животот на една општина на локално ниво. И се разбере има што да каже за дезинформациите и пропагандата од аспект на неговите искуства и како градоначалник и како познавач на оваа тема. Понатаму ќе го видиме излагањето на Благица Димитровска, која доаѓа од граѓанското општество, која е лидерка на една важна организација која се занимава со правата на лицата со попречености. Наши партнери и во мониторингот на изборните процеси се разбира од аспект на правото на глас на лицата со попречености, која ќе проговори на оваа тема од свој аспект, а на крајот ќе го проследиме и излагањето, краткото излагање, изјавата на Сретан Димитриевски, полковник Сретан Димитриевски, кој доаѓа од организацијата Guardian, организација која се занимава со борба против тероризмот и организација која се занимава со безбедносни прашања. Полковникот Димитриевски е полковник во пензија, меѓутоа е мощне активен во граѓанското општество од аспект на темите кои и за нас се многу интересни зад оваа наша димна завеса, зад димната завеса кон која ве водиме за да се справиме со дезинформациите и пропагандата. Па да ги проследиме Димитриевски, Димитровска и Димитриевски. Имате повеќе видови на медиуми во моментов, особено ови електронски или модерниве на социјалниве мрежи со отварање на голем број на портали, отвараат и голем број на можности на пласирање на информации во јавноста. За жал, голем дел од тие информации кои што се пласираат се непроверени информации, а се пласираат од одредени луѓе кои што се занимаваат со новинарска дејност, без разлика дали истите по вокација се новинари, завршили училиште за тоа и го почитуваат новинарскиот кодекс, но како и да е, кога ќе закопате малку подлабоко, ќе сватите всушност дека истите се финансирани од еден друг или трет центар и секогаш имаат за задача во одреден момент да пласираат одредена вест во јавноста, која што потоа вртоглаво брзо ќе се шири по социјалните мрежи, особено тоа е евидентно во кампањите. Јас го имав тоа искуство каде што некои од моите против кандидати директно финансираа одредени електронски медиуми во наводници за да пласираат одредени невистини за мене, останатите против кандидати на советничките листи, се со единствена цел да соберат ефтини политички поени и да соберат симпатии кај граѓаните. Мислам дека е потребно време и дека тоа ќе се издефинира во јавноста и едноставно ќе се создаде слика во јавноста на кои портали и на кои медиуми јавноста ќе верува, а кои ќе ги доживува како шпекулативни, но сепак шпекулациите вродуваат со плод. Денеска е многу поедноставно да пласирате една шпекулација, да ја свртите по методот на Гебелс, една невистина повторена неколку пати во ушите на оној или очите на во ушите на оној кој што чита или очите во ушите на оној кој што слуша и очите на оној кој што чита, всушност станува вистина, така да ја користат таа метода и се користат со таквите специјални техники кои што не се ништо ново во светот и имаат ефект. Треба да се работи многу повеќе на формирање на сериозни национални медиуми, реални независни медиуми кои што
Сушност треба да имаат некој арбитар кој што ќе ја цени нивната веродостојност и не само по потреба ќе се вклучува да даде дефиниција за нешто што е лажна или што е вистинита вест, но како и да е, и на тоа поле ние напредуваме во делот на информираноста. Нешто што во минатото било табу тема да се зборува и да се пишува, сега е секојдневно, секој може за секој што сака да пише. Потребно е време да созрее демократијата, верувам дека и во редот на новинарството многу работи ќе бидат издефинирани. Дезинформациите имаат големо влијание во делот на дестабилизацијата, особено на нестабилните демократски општества, каде што се уште се класифицира и нашата држава, и нашето општество. Имате, актуелна тема ви е она што се случува во Украина, и ако следите повеќе медиуми во исто време, зависно од кој центар се финансирани, дали прозападни или происточно дефинирани медиуми, ќе видите различни типови на вести, која е вистината само најдобро ја знаат граѓаните на Украина, кои што во моментов се окупирани и се борат за својата слобода, но како и да е, дезинформациите имаат големо влијание во делот на дестабилизација, бидејќи со една лажна вест вие можете да креирате сериозна дестабилизација во општеството и го доведувате оној читател или оној слушател од другата страна многу пати во конфузна состојба, по знак прашање, да почне да се сомнева во институциите на системот и во сето она што во моментот се случува во државата, што значи треба да се има поголема контрола, треба да се донесе сериозен закон и ваквите портали постепено и медиуми да се елиминираат и да се санкционираат и конечно Македонија да добие едно објективен начин на информирање. Многу е присутно и странското влијание во државата, финансирано од различни центри кои што строго наменски пласираат одредени информации во одредени моменти, но она што е најбитно е дека веќе во секој дом во државата всушност имате можеби по едно лице во домот кое што има доволно животно и политичко искуство да ги почувствува ваквите појави и дополнително да ги превенира со тоа што на своите најблиски ќе им ја објасни реалната состојба и што тоа се чувствува од државата. Што се чувствува, уствари, ние како граѓани најдобро чувствуваме, бидејќи секојдневно се соочуваме со реалните предизвици од нашето секојдневие. Она што е најбитно за граѓанинот е да има доволно средства во џебот за да оди и да го преживее овој месец ној дополнително, како некогаш нашите родители, да имаат дополнителни приходи во семејствата за да можат да пружат на семејството подобар живот. Значи, се повеќе се пласираат дезинформации отколку точни информации. Тоа се постигнува така што се ставаат ударни некои вести највеќе од порталите и социјалните мрежи, а каде што највеќе народ следи. Се создава некој раздор помеѓу народот, значи во однос на сите состојби и во државата и во државата и во однос на војната и за сите прашања, толку дезинформации има што ги читаат луѓето што се заведуваат во погрешна насока. Односот се создава раздор, поделби и неинформираниот народ многу може да лесно да се владее со него. Со погрешна информација многу лесно може да се заведе во погрешна насока, така да мора да се преземат повеќе мерки, да се спречат дезинформациите и еднаш за секогаш да се добие доверба во системот и во се оно што се прави во државата, односно да се пласираат точни информации. Состојбата во сферата на дезинформациите, мислам дека е доста нарушена, доста нестабилна, земајќи во предвид колку сме порозни и колку сме чувствителни на безброј надворешни влијанија и пласирање на информации кои буквално го растураат системот на
нормално информирање, односно запознавање на граѓаните и насочување на граѓаните будноста и стабилноста на општеството. Дефинитивно. Па секако дека има влијание директно, повеќе директно одошто индиректно, затоа што знаете дека постои буквално ембарго и забрана за како извор на информации од страна на руските медиуми, да така кажам. Така да од друга страна сме доведени во позиција како членка на НАТО и како аспирант кандидат за Европската Унија да ги почитуваме сите тие забрани насоки кои дојдоа од Европската Унија во смисла на информирањето. Значи, буквално сме ставени во една позиција да само една страна се информира. Па дури, ако се сеќавате, ако сте забележале, нашето Министерство за внатрешни работи дури даде и одредени изјави, односно предупредувања да не смее да се коментира многу отворено или да се завземаат и пласираат ставови кои не одат на рака не се во линија на информирањето од страна на Европската Унија, односно ставовите на Европската Унија во однос на војната, односно да кажеме така како ја нарекуваат специјална операција на руската армија и држава кон Украина. Секако дека треба да бидеме фер, треба да бидеме коректни, да кажеме дека е извршена агресија, но мислам дека со тоа се создаде една ситуација да се пласираат безброј дезинформации, а ние сме порозни и сме чувствителни на тие дезинформации, особено моментом кој го имаме, политички моментом во нашава држава, а тоа е проблемот со Бугарија и решавањето, евентуално почеток на преговори, што буквално нашата држава доведе во позиција да сме нестабилни. Пошироко гледано и енергетската криза која е предизвикана како директна последица од војната во Украина, директно влијае и на нас. Дефинитивно. Директно влијае и на реалното информирање на граѓаните за состојбите. Значи се пласира, например, од нашите официјални медиуми се пласира она што народот сака да го слушне. Меѓутоа, да бидеме искрени, вистината е една и мислам дека треба во тој дел граѓанинот е во искушение, да така кажам, што да одбере од информациите. Затоа што се реално речено ние преплавени со дезинформации и со манипулативно информирање еднострано, особено од надворешните медиуми. Меѓутоа, со оглед на тоа дека нашиот медиски простор е отворен, практично влијанија безброј имаме од страна на државите, особено реално речено безбедноста ни е на некој начин доведена во прашање од аспект на тоа што Македонија како некој полигон, како крстосница на влијанија и дејанија и присуство на безброј разнувачки служби, кои буквално роварат, ријат по нашава држава. Сите што завршиле новинарски факултет сигурно добро се сеќаваат на професор доктор Живко Андревски. Живко Андревски е професор кој долги години предава на УКИМ, на Универзитетот Кирил и Методиј. Тој е комуниколог, професор по новинарство и се разбира во дистрикт, каде на друго место, со Зоран Иванов. Тој говори и на прашања кои се соодветни на нашата тема за димната завеса. Темата која се занимава со дезинформациите и пропагандата, борбата против дезинформациите и пропагандата. Живко Андревски зборува за лажните вести, за дезинформациите, се разбира, меѓутоа зборува и за политичките кампањи, но и за воените кампањи. Како тоа изгледа од аспект на еден долгогодишен експерт и академик кој има искуство и во предавањата, во комуникацијата со студентките и студентите и се разбира собствени трудови во овој домен. Голем елемент на лажни вести во Македонија е партиско-политичкото дејствување кое смета дека може своите цели да дојде на власт. Глобалната, општата цел, дека може да ги оствари со тоа што низ медиумите или медиумскиот простор ќе пуштаа вести што не му носат гласо. И тука не се селектира во смисла што е лажно, што не е лажно. Се пласираат и лажни вести, како тоа се смета дека тоа пласираат пак преку медиуми или преку службени да речеме официјални портали. Втор елемент од аспектите што еден дел од медиумите, значи се вклопуваат во меѓународни мрежи
меѓународни мрежи кои произведуваат лажни вести. Тие механички ги преземаат. Нема да кажувам имиња. Ама јас читам да речеме неколку текстови, ама знае ги овде вградено. По 2 дена гледам, Спутник го објавил тоа пред 5 дена и овие нашиве пријатели, колеги го презеле. Внеле 6-7 своји зборчиња, најчесто уличарски и улични, и публикава, нели, која не може да го бара Спутник и која не може... Тоа е крадење без пренесување извор, нели? Не, може има дозвола тие. Јас тоа не знам. Меѓутоа, гледам дека таа анализа што ние како публика треба да се воодушевиме. Ами што е целта? Да протнат пропаганда? Пропаганда. Таа значи тоа што каналот е забранет за емитување овде поради руската агресија врву Украина, си наоѓа свој каналчиња. Од индустријска комуникација е пренесено на интерперсонална човечка комуникација. И са ние човекот логично според нас викаме добро го сработил, еве какви сознања, какви анализи, каде се копал по ова, ако се испоставува дека тука и државата треба да си има некоја интервенција, некоја заштита, треба да ги разоткрива тие лажни пропаганди кои пробиваат на овој простор медиумски. Општеството на Македонија не достигнало за жал тоа историско ниво да се знае дека кога се зборува вистината е најдобро. Значи, помала штета е ако се каже вистината која не им се допаѓа на луѓето, отколку ако се манипулира и то брзо без чекање. Веќе се дознае тоа. Па ше ние сме општество малкобројно. Па ние за 5 минути истата вест во Битол јас можам да ја проверам, како што може да ја провери во Скопје. Истата вест дали на конференцијата за печат вистина тој го кажал тоа или едните извлекле едно, другите извлекле друго. Или крадење на зборови. Одам на тоа, мене ми специјално да речем. Кога му вадат еден збор на човекот и смислат наполно се губи. Тоа значи организирана организација. Свесно, значи свесно се води. Околу спомнавте Спутник, например, агресијава руска врз Украина и генерално тој тип на пропаганда, како да ги лоцираме како обични консументи тие центри на кампања? Како да се одбрани? Не, па не е тоа направено за кратко време. Тоа е таму вложен голем труд, големо знаење. Тоа е многу ступтилно правено. Значи, тоа не е лесно да се открие, посебно на публика која е во состојба, да речеме, просечно и малку надпросечно да следи и да анализира и така натаму. Треба многу знаење за тоа да се открие која е суптилноста на таа порака. Кој еден збор ќе се употреби на Евровизија, ускратени и се поените на таа и таа држава. Ускратнени. Значи испаѓа дека не се иследуваат тие поени, а без замисли некој ги зел. Гласат, меѓутоа истинува, не се ускратени. Од самиот термин. Па тоа е тоа, значи тоа е суштината е да се наведе дека овие заслужуваат, ама еве некој им ги одзел. И тоа влијае врз расположението на јавност. Ова е најбезболен пример. Тоа води на цели воени структури, така се употребуваат, механизмот каде што треба, значи цела линија на гледање. Добро ви разбирам, Москва овие подготовки за оваа инвазија е почнала многу порано. Добро. Па види се, значи по принципот на следење на нештата, Значи прво значи има меѓународни аналитичари од јавен настап медиумски, аналитичари во делот на политичкото и државно действување кои викат ќе има напад тогаш и тогаш. Системот оттаму вика уште малку ќе ни кажете кога ќе одиме на одмор. Па врви една недела и војската влегува. Значи, са што е? Пред една недела, тоа може да се провери. Нема инвазија, потоа има инвазија. Излегува дека едните и другите точно знаат кога што ќе се случи. Ги диктираат овие медиумски, условно да речам, влијанија во јавност. Има фобишес да кажам дека Кока-кола, освен пијалак, произведува и реклами. Како паралелна индустрија. Значи, секоја војна паралелно произведува пропагандна војна. Има тоа со основен дел. Само што ваму има воени действија, топови, тенкови, бомби, уривања, убиства и така натаму, а ваму информации, дезинформации, нагласувања, специфичности. Која е целната група? Домашната јавност или и домашната и меѓународната? Цел свет. Значи со механизмот на интернет во целина, значи тоа стигнува до сите структури. И обичната публика, ако ја прими таа веста, дури речи, еве, така пишува, така е објавено, тоа е точно, а и другата јавност, значи имаш и во држави каде што јавното мислење, најпозитивна смисла, има дејство врз политичките одлуки, врз крупни политички одлуки, нема да работа да го слуша јавното мислење. Значи дури уште повеќе она што па и уште не е наклонето.
Со професор доктор Живко Андревски ја привршуваме оваа наша средба за димната завеса. За димната завеса ве носиме секоја недела во овој видео формат, меѓутоа се разбира во меѓувреме објавуваме, секојдневно објавуваме факти и се разбира се обидуваме да се справиме со дезинформациите и со пропагандата, со тоа што ги идентификуваме и се разбира ги анализираме и ги обелоденуваме. Успеваме некојаш дури и да ги разобличиме. Како и да е, овие наши средби не треба да се задржат само на еднаш неделно среќавање вакво, ние остануваме целосно отворени кон комуникација со сите граѓанки и граѓани, продолжете со пишување пораки, со јавување кај нас, пријавувајте дезинформации и пропаганда на социјалните мрежи, во медиумите, меѓутоа и во вашата непосредна близина. Навистина интересни искуства споделувате со нас, продолжете така. Ние не секогаш успеваме веднаш да одговориме, меѓутоа никогаш не ги бришеме вашите пораки. Кај да е, ќе дојде на ред и вашата порака, а се разбира во меѓувреме можете да ни се придружите во иницијативата да се бориме против дезинформациите и пропагандата на тој начин што смирено, разложно со аргументи и факти ќе разговарате со вашите блиски, со вашите соседи, со вашите пријателки и пријатели, колеги и колешки. Тоа што ние се обидуваме да го направиме не е наше ексклузивно право, ниту пак ексклузивна работа, тоа впрочем е дел од активноста на секој активен, свесен и совесен граѓанин или граѓанка во нашата земја или било каде на светот. Обидете се да ги сослушате другите, ги сослушате нивните аргументи, меѓутоа секогаш проверете барем уште еднаш, барем уште од еден извор тоа што го читате или што го гледате во медиумите и на социјалните мрежи. Особено на социјалните мрежи знаат да бидат опасно отровни содржините и пораките, а се разбира може да предизвикаат сериозни последици. Затоа бидете внимателни, проверувајте и се гледаме во текот на наредните денови. Во меѓувреме читајте civilmedia.mk.